Разгласувајќи ја веста за Христовото воскресение, бијат ли бијат? Силно одекнаа црковните звона во градот чувар на македонското православие. Тој радосен глас на полног беше најголема тишина која пробуди чувство на спокој кај секој православен христијанин. И љубов во срцето, да простуваме, да се сакаме и почитуваме. Христос воскресе. Вака синоќа по полнок се поздравуваа верниците. Претесни Божите храмови ги отворија ширум портите за оние кои доаѓа да запалат свеќа. Сите со една мисла и иста желба. Прв пат за Великден тука? Да. После 20 години. Како ви се допаѓа амбиентот? Многу убаво, организирано, многу народ. Така, убав празник. Да дојдем сите по ноќ да запалим по на свеќа, да скршиме по нојеце многу. За многу години пред се. Чувство преубаво, за лани за разлика како што бевме на тераса, слушавме служба, сега вака во живо е многу голема разлика, многу убаво. Зашто запаливте свеќе што си посакавте овој Великден? Па нормално прво за здравје. А после другото се не е многу битно. Здравје, среќа на фамилија, на децата, на сите, на македонскиот народ највише. Како го прославувате овде во Охрид Великден? Традиционален празник, но како го прославувате? Како и секое домаќинство, со јагнешко, со луѓе, со народ, така, дружба. Значи Охрид ви е како дома? Дома. Централната богослужба традиционално се одржа на Плаошник во Свети Климентовиот храм Свети Пантелемон и од тој споменик на верата и убавината кинисавме по тесните калдармисани сокаци, обиколувајќи ги Божите храмови. Градот живее во духот на празникот над празниците. Јако лепо и поновиќем. Многу е убаво. Ке дојдеме пак до година. Ни недостасуваше овој великденски амбиент. Ми имамо навику. Код нас е у Соборној цркви Београду веќе навика годинама. Ние имаме навика во Соборниот храм во Белград го дочекуваме Христовото воскресение, но овде е преубаво. Бевме и на богослужба. После 2 години изолација како во затвор, на сите ни фалеше оваа духовност. Великден е празник на радоста и среќата, но и вистинска можност целото семејство да се собере на заедничка трпеза. Охридот памти век негова обичај поврзани за овој светол ден. Великденската софра е најбогата. Во чест на Бога се принесува се што е најубаво. Христос воскресе! Навистина воскресе! Христос воскресе! Навистина воскресе! Христос воскресе! Навистина воскресе! Христос воскресна! Навистина